Додека Министерството за образование се уште крои планови како ќе се одвива наставата од септември, законот за учебници трпи усогласувања според европското законодавство. Родителите преку граѓанската иницијатива Учебници и настава мора да има најавија бојкот на наставата од септември. Доколку мони министерката Царовска не ги прифатат нивните забелешки на законот за учебници и не му дадат значење на референдумот, тие ќе го бојкотираат почетокот на учебната година. И ние побаравме, два пати сме побарале средба до премиерот, сме побарале средба до председателот, меѓу кои ниту еден од нив не се огласил да не прими и да ги слушне нашите барања и нашите грижи. Ние се јавивме, не упатија да доставиме мејл, го доставивме мејлот, на кој што немаме никаков одговор, барем да ни најави во кој период би можел да не прими. Никаков одговор. Родителите се противат и на сексуалното образование. Спасевска тврди дека освен предметот сексуално образование во 9 оделение, ќе се воведе сеопфатно сексуално образование, имплементирајќи го во секој предмет уште од предучилишна возраст. Според новата концепција за образование, полот е биолошка и физиолошка одлика на една индивидуа, а родот е општествена и социјална одлика на еден човек. Сега, од тука произлегува и нивната дефиниција дека родот е флуиден. Што значи флуиден? Може да се менува. Може да се менува. Според Спасевска, МОН никогаш не контактирало никој од родителските совети. Меѓу другото, вели дека сериозен пристап на реформските процеси почнала поранешната министерка за образование Рената Десковска, ама никој не знае како тие завршиле. Ова власт предходно има изработено со министерката Десковска реформи квалитетни во кои што, внимавајте, учествувале 6 работни групи со 700 наставници, практичари и стручни лица. Добро. Истите за тие исти реформи, значи се дале средства, че овие работни групи некој ги платил, и квалитетни реформи се изработиле од страна на 700 експерти. Родителите наметнуваат и друга дилема, за која од МОН се уште нема глас. Министерството се уште нема објавено IT компанијата, која би ги набавувала електронските уреди за учениците, ниту пак дали ќе има сервисери во секој училиште.